Вести во 8 ви благодарам. Вести во 8 ви благодарам што сте со нас. Продолжува борбата на лекарите за животот на повредените по несреќата во Кочанскиот клуб Пулс. Последните информации што ги соопшти Министерството за здравство велат дека и во текот на ноќта и доцна попладнето дел од пациентите се префрлале во странство за да им се обезбеди подобра медицинска грижа. Мирјана Давидовска утрово ја следи состојбата. Ја имаме и во овие вести во живо. Мими, кои се последните информации? Имаме ли нови информации за состојбата на повредените? Да, имаме нови информации од овде од хируршката клиника Свети Наум Охридски. Пред неколку минути разговарав со директорот на болницата, доктор Нивојша Настов, за состојбата на 11 мината повредени кои што се сместени токму во оваа хируршка клиника. Од нив тројца се малолетни лица, пациенти. За сега, за среќа, како што кажа и самиот доктор, тие се во стабилна состојба, но се на интензивно лекување, постојано им се пружа она потребна помош во зависност од нивната моментална состојба. Разговарав неколку минути со него детално за нивната состојба, во продолжение да го слушнеме овој разговор. Моментално сите 11 пациенти се стабилни. Мислам истото како и во текот на вчерашниот ден, така и во текот на ноќта помината е мирно, без никакви инциденти, се моментално се во стабилна состојба. Од овие пациенти не се во толку ризична состојба за да треба да бидат препраќани во странство или постојано се менува таа состојба? Кои се информациите? Дали некој од нив може би ќе бидат испратени? Значи, динамична е работата, особено кај ваков тип на повреди, така да работите може да се менуваат од час во час, а нормално они се под константен мониторинг и се реевалуираат на секој саат буквално. Така да сега за сега нема потреба од транспорт, но доколку се укаже, спремни сме и ние, и Министерството и владата да се организира транспорт во некој од земјите. Така, на кој одделение се сместени, од кој аспект се третираат? Значи, пациентите се сместени во единицата за интензивно лекување, во шок собен одделот за пластична хирургија, во зависност од состојбата. И како што ви кажав, тоа е динамично. Генерално секој ден се обработуваат хируршки самите рани, односно самите опекотини, така да тоа е, ако денеска се на едно место, утре може да бидат на друго, но битно е дека цело време се мониторира нивната состојба. Колку е тешко сето ова да го спроведувате? Дали добивте некоја поддршка и помош од оние странски доктори кои што пристигнуваа во земјата околу хируршките? Да, видете, комплексен е третманот кај изгорениците, особено што овдека не се работи само за изгорениците, го се работи буквално и за интоксикација, односно вдишување на отровни чадови, вдишување на пламен, така да генерално имаме доволно, екипирани сме доволно за да може да ги третираме самите пациенти и нормално дека имаме помош, има екипа од Израел дојдена која што е тука, која што помага во третманот и со совети нормално. Така, станува збор за хируршка клиника, вие сте веќе специализирана клиника повеќе години, колку успевате како лекари, како доктори да пруžите сето на помош која што имате и во однос на дневниот капацитет кој што го имате на пациенти останати, но и на овие кои што сега се во моментов и најзагрузени. Генерално успеваме да ги исполниме потребите како на пациентите кои што се хоспитализирани заради инцидентот во Кочани, но исто така успеваме да пружиме помош и на останатиот дел од граѓаните кои што гравитираат кон оваа болница. Така да во однос на екипираноста сме екипирани и можеме да одговориме на потребите. Така, дали ротирате со лекарите и од клиничниот центар? Не, генерално работиме со сопствениот кадар. Нормално на располагање ни се и колегите и од клиничкиот центар и од 8 септември, но сега за сега се нема кажана потреба за тоа. В изминалият ден лично съм се срещнал с близките на всички пациенти. 9-тия пациент е сестричката на един от пациенти, който е интубиран. При срещата с мене установих на място, видяхме, че детето има проблем. Изпратихме го екипа на професор Майя Аргирова, установи дълбоки изгаряния по предмишница и се наложи да бъде прието за обработка раната и съответно да му се окаже помощ. Това е 9-тия пациент, момиче на 15 години. Болницата Пирово, бидејќи ги посетив сите пациенти 9 што се тука, а вкупно се 15 во Бугарија. Значи, од 9 пациенти кои што се во оваа болница,
другите 3 се во Пловдив и 3 во Варна. Веќе од 9 кои што беа по, да речам, на респиратор, 2 се екстубирани, што е добар знак и според докторите тука има огромни шанси за да имаат многу добра прогноза и да се вратат здрави на своји нозе во Македонија. Да, Александар, го слушнавме новиот разговор со директорот на хируршката болница Свети Наум Охридски, но потоа ги слушнавме и изјавите кои што во текот на вчерашниот ден доцна попладне беа дадени од Бугарија, каде што во посета беше министерот за здравство Таравари. Претходно тој беше и во соседна Грција за и таму да се сретне со здравствените власти и да ги посети оние пациенти кои што беа пренесени во тамошните болници. Слушнавме за нивната состојба, тоа беа последните информации од текот на вчерашниот ден. Инаку во текот на ноќта нешто доцна околу полноќ уште 4 пациенти беа префрлени во Атина. Грчки воен авион пристигна на Скопскиот аеродром и ги презема пациентите и ги пренесе во војната болница во Атина. Во Атина вкупно досега има 7 пациенти кои што се хоспитализирани и во Солун се третираат 5 од повредените во тешката катастрофа пожарот кој што настана во Кочани. Според информациите од медицинските центри во Австрија, од 6 пациенти 5 се на интензивно лекување во стабилна состојба, додека еден е префрлен на интерно одделение. Во Литванија 4 пациенти се на интензивно лекување, но во стабилна состојба. 5 пациенти повредени во пожарот во Кочани, кои што беа испратени на лекување во Анкара во Турција од вчера. Добрата вест е дека дишат самостојно. Во Србија во моментот се лекуваат 30 пациенти и се на интензивно лекување, но во стабилна состојба. Во здравствените установи во Бугарија, од каде што ги слушнавме овие изјави, се лекуваат 14 пациенти, од кои 7 се на интензивна нега, останатите се со помал процентни изгореници и самостојно дишат. Во текот на попладнените часови вчера, тројца пациенти беа испратени од тука од клиниките и во Полска со помош и поддршка на земјите од Европската Унија. Како што кажав и во првото мое вклучување, малку потешко се добиваат информации од здравствените власти за моменталната состојба генерално на сите овие пациенти кои што се сместени во нашите клиники, па како што најавија тие, откако ќе го држат состанокот на кризниот штаб во 9 часот, дури потоа во 10 часот, според оние засега се уште не потврдени информации, ќе треба да се обрати министерот за здравство заедно со дел од лекарите кои што ги третираат овие пациенти од клиничкиот центар, за да слушнеме и за последните информации за состојбата на пациентите кои што тие ги третираат, но според последните официјални податоци испратени доцна вечерта од Министерството за здравство, 17 пациенти во моментот се лекуваат во градската општа болница во 8 септември, 13 пациенти се на Карил, 11, како што слушнавме од директорот од тука, се во хируршката клиника Свети Наум Охридски, 10 пациенти на клиниката за пластична хирургија и на клиниката за токсикологија, исто така 10, по 4 се на торакални, на детската хирургија, по 20 пациенти се на лекување на травматологија, пулмологија и во општата болница во Штип. Оно што за крај исто така сакам да го принесам како информација, тоа дека во текот на вчерашниот ден Министерството за образование и наука испрати соопштение со кое што ни информира дека заедно во соработка со УНИЦЕФ, но и со сите психолози од институтот изготвиле насоки за постапување на училиштата, на наставниците, но и на родителите во услови на ваква кризна состојба, со цел да им се овозможи психолошка поддршка на учениците по големата трагедија која што настана во Кочани. Во насоките за училиштата, меѓу другото, се вели дека треба да се одржуваат училишните активности и да не се откажуваат часовите, затоа што надворот од наставата, од училиштата, учениците ќе може да се препуштат на неконтролирани влијанија од средината, може да бидат оставени на преголемо влијание на социјалните мрежи, на разни информации кои што кружат на истите. Оно што исто така е потенцирано, на кое што ќе треба да внимаваат и самите наставници, а потоа дома и родителите, дека
часовите. На часовите ќе треба да им се пружи сите она психолошка помош и поддршка на учениците, да не се одржуваат тестови, да се организираат повеќе активности со кои што ќе им се помогне учениците да се чувствуваат подобро за време на часовите, но исто така она што е најважно, она што го потенцираат од Министерството за образование и наука, дека постојано треба да се издвојува време за разговор со учениците, да им се допушти да ги искажат своите чувства, да им се понуди помош за сето она што во моментот го размислуваат и кое што ги оптеретува, но исто така ова важи и за самите родители, доколку некои ученици, како што се вели во соопштението, има потреба од поголема помош, секако да бидат консултирани и експертите. Александар, ова се за сега последните информации за последното информативно издание. Се надевам дека ќе имаме многу повеќе од страна на лекарите за пациентите кои што се сместени во нашите клиники. Да, ми остани на терен, ја следиме оваа ситуација, ги објавуваме информациите онака како што ги добиваме, а на тој начин ги објавуваме информациите од Кочани, каде што се селиме сега. Таму е колегата Даниел Василев. Даниел, како што забележувам, се наоѓаш пред општинската зграда. Кои се последните информации од истрагата? Александар, непосредно пред ова вклучување добив потврда од Кочанскиот суд дека и последното 17-то лице ја добило онаа краткотрајна мерка притвор од 48 часа, со што практично во овој момент 17 лица се наоѓаат во притвор, меѓу нив е и поранешниот министер за економија Крешник Бектеши и други службеници во ова министерство, поранешниот директор на државниот пазарен инспекторат, неформалниот собственик на импровизираната дискотека, како и лица кои што во текот на кобната ноќ биле присутни таму. Станува збор за 4 обезбедувачи, како и за препродавачот на карти. Инаку само да појаснам дека оваа мерка краткорочен 48 часовен притвор е мерка која што се доделува во вакви тешки случаи, кои што практично треба да им даде доволно време на јавните обвинители за да можат да ги прибават сите оние докази кои што им се потребни. Инаку во текот на денешниот ден за добар дел од нив треба да истече оваа мерка, потоа јавниот обвинител ќе има шанса уште еднаш, можност уште еднаш да побара краткорочен 48 часовен притвор, пошто ќе мора да се бара и ефективен притвор. Најавите од јавното обвинителство се дека и во текот на денот ќе има истражни дејствија, оттаму за сител велат. Денеска се преземаат повеќе дејствија, меѓутоа во интерес на постапката во овој момент не можат да бидат споделени со јавноста. Увидните дејствија на лице место се завршени, но местото е се уште обезбедено и се работи на записник од увидот. Како што каже и самиот ти, Александар, јас се наоѓам пред општина Кочани. Денеска тука е мирно, нема полициско обезбедување како што беше тоа во текот на вчерашниот ден, кога екипи на секторот за организиран криминал и кримтехника од Министерството за внатрешни работи влегоа за да извршат претреси и да соберат онаа потребна документација која што им е во интерес на истрагата. Во текот на вчерашниот ден државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски беше гостин во тема на денот на сител, каде што кажа дека истрагата ќе биде брза и ефективна, но нема да биде избрзана. Говорејќи за улогата на градоначалникот, тој рече дека доказите ќе бидат споредени со неговиот исказ и дека не се исклучува можноста никој да биде поштеден барем во оној дел на листата на осомничени. Во продолжение да погледнеме дел од неговата изјава. Истрагата ќе биде брза и ефикасна, меѓутоа не значи дека ќе биде избрзана. Мора да се соберат сите докази по легален пат, мора доказите да си имаат доказно својство, односно да бидат на законит начин прибавени, што значи дека обвинителскиот тим постапува многу предпазливо и многу внимателно. Се работи за навистина многу сложен, тежок, комплициран предмет, каде што има многу жртви. Причината за несреќата се знае дека се работи за загуба на човечки животи од настано што се случи од концертот, така да ќе се утврдуваат сите факти и околности во однос на причините за несреќа. Во текот на минатиот ден градоначалникот беше доведен во јавното обвинителство и даде исказ во однос на негови
неговите надлежности, меѓутоа тој исказ сега ќе се проверува согласно неговите овластувања и доказите. Токму на таа околност од страна на јавното обвинителство, односно судот, беше дадена наредба за претрес и се изврши претрес во општината. Сега ќе се анализираат доказите кои се во однос на неговата надлежност и неговите овластувања и да видиме после ќе се утврди неговото својство. Ова значи дека тој може да се најде на листата осомничен? Не само тој, секој кој што постапувал спротивно на прописите и техничките правила за мерките за заштита и со тоа се предизвикало опасност за животот и телото на граѓаните, секако ќе има Овде алудирате, предпоставам, на вработените во општината кои што требале да вршат контрола, така инспекцијските служби. На сите оние, затоа што во овие 20 што се сега определен мерка притвор има различно својство и различни профили на луѓе. Даниел, знам дека се уште е рано, меѓутоа дали до овој момент може би има најава за некакви собири во текот на денешниот ден, имајќи предвид дека вчера се случи? Александар, за сега немам информација за такво нешто, но очекувам да добијам во текот на денот. Инаку вчера се одржа еден собир каде што неколку стотина граѓани се собраа во паркот во центарот на Кочани. Тука беше и владиката Иларион заедно со уште неколкумина свештеници. Тие одржаа литургија пошто владиката се обрати пред присутните, практично се помоли за душите на оние кои што починаа, посака брзо опоравување на сите оние кои што се повредени и исто така кажа дека во текот на утрешниот ден ќе биде направен погреб на сите кои што загинаа во оваа страшна несреќа. Прости на своите раби, секако грев, волен и неволен, и да се смилува на нив, да се помолиме на Господа. За да го тргне огнот и да ги смири болките. Најмногу да ги утешуваме родителите на починатите и родителите на постраданите, се разбира и сите блиски околу нив, бидејќи во ова време ни треба трпение, ни треба смирение, ни треба покаяние, ни треба љубов, ни треба едни покрај други да се смируваме, да си помагаме, за да можеме сите заедно оваа тежина, оваа несреќа, оваа болка во душите, ова тага и ова мака, да ја издржиме и да ја понесеме. На сите вас, уште еднаш ви посакувам мир Божи, благослов Божи и, како што реков, во четврток да собереме сите заедно сили во овој тажен град, во овој тажен миг, да ги испратиме во вечноста нашите покоени. Даниел, остани на терен, собери ги сите нови информации кои што може да се соберат за текот на истрагата, но и каква ќе биде атмосферата во градот. Ке имаме и во следните вести во 9 часот. Беше тоа Даниел Василев, кој што денеска ќе известува од Кочани. А освен во Кочани, мирни собери на граѓани се одржаа во повеќе градови низ Македонија. Во Мол голем број на луѓе се собраа на плоштадите и запалија свеќа во спомен на загинатите. Очекувано најмасовен беше протестот во Скопје, кој исто така помина во мирна атмосфера. Еве дел од неа. Жално. Јас сум од Кочани, тоа се случи во мојот град, во близина на мојата куќа. Бев еден од тие што покасно, после час најверојатно после да отидоа со цел да помогнат, иако не знаев дека пожарот за дискотека, дека нешто во индустријска зона. Нешто се заблагодарам на сите граѓани пред се на градот Кочани, што таму во тие моменти на хаос безрезервно се жртвуваа. Познававте ли некој од загинатите или некој што е повреден? Нормално. Сите на некој начин знаеа барем неколку од настраданите луѓе, не само од Кочани, ја знам и од настраданите и од Штип. Трагедијата од огромни размери. Бројките сами по себе се страшни, но уште пострашен е фактот колку црни семејства има позади тие бројки. Буквално цел град, верувајте. Како мојот изгледаше? татко живее таму,
на дневно ниво имам информација дека не функционира, буквално ништо не работи, ништо таму нема живот. Дека биде една поука, што не треба ваква трагедија веќе да се повтори. Значи, власта без разлика која и да е, треба да мисли пред се на безбедноста на луѓето. Тука сме за да одадеме почит на тие луѓе што се починати. И сето ова се случило затоа што не сме действувале ние како народ, туку сме трпеле. Ден на жалост колку има смисла. Сите овие жртви, мислам дека ќе ги кажат на нас да покажеме дека не се залудно изгубени, дека нема да дозволиме да се повтори ова. Искрено сочувство до сите што изгубиле, некој сочувство до сите што тажат и што жалат во Македонија. Да протестираме за коруптивниот систем, за децата што загина, за све. Универзитетското студентско собрание при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје соопшти дека нема да се организираат големи собири, како што првично беше најавено, активностите за искажување почит кон загинатите во Кочани ќе се организираат на ниво на факултети. Со цел да не се создаваат поголеми гужви во моменти кога медицинската помош и полицијата се најпотребни на други локации, големи собири по кампуси нема да се организираат како што беше првично планирано. Активностите за искажување на почит и сочувство ќе можат да се организираат на ниво на факултети по иницијатива на факултетските студентски собранија, додека Универзитетското студентско собрание ќе понуди логистичка помош, се наведува во нивното соопштение. А во храмовите на Македонската православна црква Охридска архиепископија денеска и во петок по литургијата на претходно осветени дарови ќе биде отслужен парастос за жртвите во трагедијата во Кочани, а потоа и молитва за исцеление на повредените. Неговото блаженство, архиепископот Охридски и Македонски, господин Стефан, повелува денеска и в петок по претходно осветената литургија да се отслужи парастос за невино настраданите во трагедијата во Кочани. Веднаш по парастосот пак да се принесе молитва за исцеление на повредените, се вели во известувањето упатено до верниците. Во сабота во 9 часот во манастирот Свети Јован Крстител во Капиштец со благослов на господин Стефан ќе се служи за упокоена литургија за покој на душите на сите настрадани во неодамнешната трагедија во Кочани. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски вчера донесе одлука за разрешување на началниците, командирите и нивните заменици на полициите во Штип и Кочани. Тошковски информираше дека ваква одлука донел не бидејќи смета дека овие полициски службеници имаат некаква вина, туку за на нивно место да донесе нови од Скопје, кои немаат никаква поврзаност со локалното население, со што ќе се овозможи поефикасна истрага. Тој информираше дека полицијата продолжува да спроведува серија мерки во насока на расчистување на околностите кои довеле до трагедија. Што се однесува до превземени мерки за расчистување на фактичката состојба поврзана со овој случај утврдување на одговорност, досега задржани приведени се 18 лица во СВР Штип и СВР Скопје, задржани се 16 лица, од кои што последното задржано лице се терети за тешки дела против општата сигурност во врска со предизвикување на општа опасност и во врска со член 353В, а истото е потписник на основен проект за издавање на кабаре клуб. Еден од документите кои што се потребни за да еден кабаре клуб биде ставен во функција. Постојат во овој момент основи кои што одат во насока дека незаконито, паушално, без утврдување на фактичка состојба били изготвувани круцијални документи кои што биле предуслов во понатамашната постапка за ставање во функција на предметното кабаре. Вкупно се извршени разговори со 71 лице, од кои 42 лица во Скопје и 29 лица во Кочани.
Агенцијата за цивилно воздухопловство вовела забрана за користење воздухоплови без екипаж, така наречени дронови, за вршење какви било операции на територијата на Кочани и Штип. Министерството за внатрешни работи ја пренесува објавата на агенцијата дека неовластеното, некоординирано оперирање на овие воздухоплови не само што го загрозува воздушниот сообраќај, туку може да предизвика сериозни последици по животот и имотот на трети лица на земја и укажувањето дека оперирање со воздухоплови без екипаж во забранети зони е основ за поведување постапка за санкционирање согласно Законот за воздухопловство. Апелираме до граѓаните во овие денови на неизмерна тага и болка во рамки на загарантираното со устав право на собирање и одржување на протест, тие да се одржат во мирна атмосфера, да се почитуваат веќе донесените одлуки од страна на државните институции и да се почитуваат наредбите и насоките од страна на полициските службеници во насока на обезбедување на мирот, безбедноста и сигурноста на сите граѓани во државата, се наведува во соопштението на полицијата. Вчера по собирот во Скопје 2 новинарски екипи биле повикани на разговор во полицијата бидејќи снимале со дрон без соодветна дозвола како што пропишува законот. По разговорот тие биле пуштени. Скопјанецот Љупчо Палевски Палчо, првообвинет за грабнувањата и убиствата на 74-годишниот Панче Жежовски од Велес и 14-годишната Вања Ѓорчевска, на денешното рочиште во Кривичниот суд ке го испрашува второ обвинетиот за злосторствата велешанецот Велибор Манев. Се очекува рочиштето да биде тензично со оглед дека Манев на минатото рочиште призна се и директно го посочи Палевски како убиец на двете жртви, додека Палчо за време на целото судење негира дека е вмешан и тврди дека полицијата и обвинителството политички го местат. На последното рочиште Манев раскажа морничави детали за тоа како се случили убиствата. Предходното рочиште беше закажано за во понеделникот, но одложено поради трагедијата во Кочани.